Имаше и конкурс за пријавување на членови за адхок телото, роковите полека течат, откако нели собранието ги усвои измените во изборниот законник, се овие измени кои што се однесуваат и на дел од медиумската регулатива, поточно формирањето на привремената комисија која што 100 дена пред денот на одржување на изборите ќе треба да ги мониторира медиумите, како изборот, односно предлагањето од страна на опозицијската СДСМ на главен и одговорен уредник на јавниот радиодифузен сервис. Откако измените беа усвоени, во нив беше наведено дека 7 дена откако ќе стапат на сила, партиите ќе имаат рок за да предложат кандидати кои што ќе влезат во ова тело, а подоцна исто така е наведено во рок од 1 ден ќе биде избран и петиот член. Фактички тој рок е до четвртокот, значи 7 дена откако минатата недела собранието ги усвои измените, за да партиите предложат секоја по еден член кој што ќе биде дел од оваа така наречена привремена комисија која што 100 дена пред денот на изборите ќе мониторира медиумите. Ние ните ги контактиравме политичките партии, 4 партии, отаму за сега не откриваат конкретни имиња, поточно нивни кандидат кој што би влегол во оваа привремена комисија, вела дека консултациите се уште се во тек и дека планираат да го постигнат овој рок, да го испочитуваат рокот до крајот на неделата, за да кога ќе треба да ги именуваат членовите во ова тело. Инаку официјалното нивно именување ќе треба да го направи директорот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, кој што исто така најдоцна еден ден откако овие 4 членови ќе бидат избрани, ќе бидат определени, ќе го определи, односно ќе го именува и петиот член кој што претходно овие 4 членови ќе го изберат заеднички со консензус. Со тоа значи доколку лидерската четворка се договори на 11 декември да се трчаат изборите, негде од 2 септември ќе треба да започне со работа оваа привремена комисија и 100 дена пред денот на одржување на изборите да ги мониторира медиумите. Поточно ќе треба да види дали се испочитувани они одредби од изборниот законник кои што се однесуваат на избалансираното медиумско представување. При тоа, како што е наведено во самите измени, Агенцијата за медиуми ќе постапува врз основа на овие оценки на привремената комисија, ќе изрекува казни и ќе санкционира. Значи тоа се информациите кои што ги имаме во однос на привремената комисија која што ги мониторира медиумите, партиите се уште се во консултации, се очекува значи до крајот на неделата да се испочитува рокот и тие да ги кажат имињата кои што ќе бидат нивен предлог и петиот член еден ден потоа да се избере, а комисијата да започне официјално со работа негде од 2 септември. Исто така според она што беше договорено од страна на представниците на политичките партии на 20 јули, 2 септември ќе испадне и датумот од кога што ќе биде најдоцна назначен новиот главен и одговорен уредник на јавниот радиодифузен сервис. Опозицијската СДСМ исто така во повикот кој што се однесуваше и на членовите за избор на кандидати за привремената комисија, објави јавен повик за главен и одговорен уредник на јавниот радиодифузен сервис, кој што ќе го предложи откако нели претходно ќе ја направи консултацијата и со останатите политички партии. Значи и за ова се уште тече рокот, тоа е нешто подоцна, меѓутоа до крајот на неделава значи ќе треба да се знае точно кои членови ќе влезат во оваа привремена комисија која што ќе мониторира медиумите 100 дена пред денот на одржување на изборите. Деновиве политички нема некои значи активности во очекување на утрешниот празник Илинден, кога вообичаено партиските лидери го користат моментот за да пренесат некоја политичка порака. Председателот Иванов е во Пелинце, премиерот Емил Димитриев е во Крушево. Вообичаено, како што спомнав, политичките пораки се пренесуваат на вакви настани.